Земјоделците од цела Македонија се собраа во Прилеп, револтирани од ниските субвенции за 2026 година, кои изнесуваат околу 100 милиони евра од историскиот буџет од 6,8 милиарди. Тие бараат субвенциите да се одржат на нивото од 2025 година и формирање на заеднички работни групи со Министерството за земјоделство за 2027 година. Бидејќи по нова програма, сите ставки треба корекции да се прават. Значи да не се прави корекции по сите ставки, бараме оваа програма да се укини, да се субвенционираме за 2026 со програмата од 2025 старата. А после со теков на годинава ќе оформиме ние работни групи за секоја гранка и заедно со Министерството ќе ги изработиме субвенциите за 2027. Значи предлог решение. Попаметно нема да има сигурно. И нема незадоволни да има. Субвенциите се ненаменски, наменети се за комерцијално ориентирани компании, изјави претседателот на Националната земјоделска мрежа Ѓорги Каракашев. Да, субвенции се ненаменски, значи наменуваат, односно се субвенционираат некои големи компании кои се, да речеме, комерцијално ориентирани, за разлика од посетите земјоделци, кои се пазарно ориентирани. И сега ние како држава субвенционираме некои бизниси кои нивните производи ги пласираат на некои странски пазари и како нација, да речеме, како народ, како потрошувачи, конзумати, ние немаме никаков бенефит од тоа. Главен приоритет да се даде на малите земјоделски стопанства. Само за споредба ќе кажеме, тоа искуство го има и во Јапонија, каде максимално се дава, значи, Европска унија веќе генерално ја менува политиката, исто тие се увидува грешката дека големите фирми, значи, производни капацитети се комерцијално значи ориентирани и ги менуваат политиките во правец значи на малите индивидуални земјоделци. Од друга страна, министерот за земјоделие Цветан Трипуновски денес изјави дека за потсетување, во 2024 година ја наследивме програмата со околу 100 милиони евра. Со ребалансот што го направи сегашната влада беа обезбедени дополнителни средства и истата изнесуваше околу 117 милиони евра, а до крајот на годината програмата беше дополнително зголемена со пренамена на средствата и изнесуваше 137 милиони евра. Потсети министерот Трипуновски. Тој посочи дека средствата биле пренаменети за исплата на заостанати обврски од претходни години, наследени од претходната власт. Програмата што е донесена за тековната година, доколку има потреба од дополнителни средства, сигурно ќе биде дополнета. Проекцијата од 100 милиони евра е речиси идентична во изминатите десетина години и представува стандардна рамка, додаде министерот.